Богданци. Собрани сме овде за да дадеме силна поддршка за нов мандат за Блаже Шапов и советничката листа на СДСМ и коалицијата, а со тоа даваме уште посилна поддршка за Богданци. За ова место да продолжи да се движи во правилна насока, кон нови успеси и нови победи. Особено е важно на овие чесни луѓе да им се даде шансата да продолжат да ја водат општина Богданци и во наредните 4 години. Драги присутни, јас се сеќавам на Богданци кога сега веќе далечната 2013 година дојдов овде за време на тогашните локални избори како дел од младинскиот изборен штаб на СДСМ. Тогаш Богданци беше запоставено, неуредено место, тонеше во нехигиена и не личеше на место со перспектива. Сега, повеќе од деценија подоцна, впечатокот е дека оваа општина поминала низ сериозна и позитивна обнова. А таков е впечатокот затоа што во оваа општина многу се направи изминативе години. Самите знаете дека ви е подобрена сообраќајната инфраструктура на територијата на цела општина, а исто така се реконструираше и патот R1109 Богданци-Гевгелија, како и реконструкција на заобиколница во Богданци, а беше рехабилитиран и патниот правец Богданци-Фурка. Градоначалникот Блаже работеше неуморно на проекти кои се од суштинско значење за општината, а поврзани со најосновните потреби. Реконструкција на водоводната мрежа, но и изработка на техничка документација за изградба на фекална и атмосферска канализација во Богданци. Богданци е мала, но напредна општина, токму благодарение на градоначалникот Блаже. Тој обезбеди бесплатна Wi-Fi мрежа во централното подрачје. Ја разви социјалната услуга на општината преку лична асистенција и помош во домот. Обезбеди документација за полначи за електронски возила и изработи стратегија за развој на туризмот на општина Богданци. Градоначалникот Блаже работи напорно и самопожртвувано за да ја направи општина Богданци уште подобро, уште попосакувано место за живење. Неговите заложби за наредните 4 години значат зачувување на животната средина, подготовка за гасификација и цевковод, како и наоѓање партнери за искористување на алтернативни извори на енергија како ветерот, повеќе вложување во комуналната инфраструктура, но и во образованието. Така како што работи одговорен градоначалник кој што си ја сака општината, кој што навистина си го сака своето место на живење. Општина Богданци е една од ретките функционални општини. Општина која работи во служба на граѓаните. Почитувани, тоа не е случај со општините кои што се под водство на ДПМНЕ, во кои сите нивни активности се вртат околу тесните партиски интереси на пулените на владеачката партија. Ги видовме нивните тендерски шеми за исполнување на општинските пари. Ги видовме и скандалите на нивните градоначалници. Од дивоградби на најблиските, преку кражби на нафта од училиштата, па се до злоупотреба на општинските буџети. Во општините водени од ДПМНЕ, изминативе 4 години, многу пораснаа сметките за вода и останати комунални услуги, а квалитетот на тие услуги опадна. Општините водени од ДПМНЕшките градоначалници се со финансиски проблеми, нечисти, неорганизирани. Парите се трошат, сметките растат, а граѓаните таму не добиваат ништо за возда. Драги другари и другарки, таква слика не смее да се преслика во Богданци. Особено е важно на овие избори да не дозволиме општина Богданци да падне во канџите на тие ДПМНЕвски злонамерници. Не смееме да дозволиме вашите заеднички напори да паднат во вода. Ова не е време за апатија, не е време за дистанца.
Ова е време за одлука. Или ќе го собереме јадрото и ќе ја браниме куќата што ја градиме со децении, или ќе гледаме како таа куќа ни ја рушат, како остануваме без дом, без иднина и без глас. Не смееме да дозволиме разочараноста да не одведе во пораз, туку истата да ја претвориме во надеж и во сила. Во општина Богданци мораме да се избориме за победа, затоа што таа победа ќе ни биде на сите зародиш за нова надеж и за борбеност, кои ќе ни бидат особено важни во периодот кој следува. Почитувани, оваа наша борба е борба за нашиот дом, за да си го зачуваме домот од штетните, од пакосните сили на оваа лажоманска власт. Да, ова е борба за Богданци, ама ова е и борба против власта со голема од лагите за ветувањата кои не ги исполнија. Ветуваа подобар животен стандард, економска европска интеграција, правда. А денес? Денес имаме ниски плати, најниска куповна моќ во Европа, највисоки цени на храната во регионот, затворени фабрички погони, отпуштени работници и инфлација што дивее. И додека народот тоне во сиромаштија, Мицкоски и ДПМН од време на време ќе се јават од нивната паралелна реалност во која што живеат. Онаа со манго, папаја и аспарагус, и ќе кажат дека сме живееле во четвртата економија во Европа или ќе треснат некои други зелени. Пред очи им е се поголема немаштија, ама не сакаат да направат ништо за да му помогнат на обичниот човек. Неприфатливи им се нашите предлози за зголемување на минималната плата или за контрола на цените. Неприфатливи им се зашто не сакаат да се замерат кон нивните газди. Драги другари и другарки, оваа есен мораме да ја продолжиме борбата против злонамерниците, против слугите и соработниците на олигархијата, против штетниците и институционалните паразити. Мораме да ја продолжиме и да ја засилиме борбата против угнетувачите на неистомислениците. Во општина Богданци да си го одбраниме домот. Ако верувате дека Македонија има шанса, дека Богданци има уште подобра иднина, тогаш дајте им ја вашата недвосмислена тврста поддршка за овие честни, работливи луѓе да продолжат да работат. Нашите кандидати, нашиот градоначалник, таа доверба нема да ја изневери. На 19 октомври заокружете го бројот 5. Петка за Богданци. Се бориме за нашиот дом, се бориме за Богданци, се бориме за Македонија.